Нити во моето излагање, ниту пак во излагањата на колегите, никој не оспорувал стручност од Комисијата за заразни болести. Ние само велиме дека е партизирана и дека испорачува желби. И тоа е многу јасно. А околу дневно-политичките добивања поени и тоа што постојано го споменувате господинот Мицковски, како не ги почитувал препораките, тоа ви се само дневно-политички поени и добивање. Ако некој не ги почитува препораките, тоа сте вие. Ајде да се подсетиме. Значи, кога беа парламентарните избори за во јули месец, тогаш председателот на комисијата, тоа го има во записи на телевизија, после реисот кога кажа го прогласувам вирусот за мртов, истото го рече и тој. Истото го рече, тоа го имате, значи, во сите видеозаписи на телевизијски. Точно дека ги испуштивме конците. И тоа не само ние, ги испушти цел свет, а најавуваме дека ќе има најава за нови заболувања, зголемување на бројот, па сезонски грип и така натаму. Значи, никој досега не рекол дека нема тестирања. Има тестирања, но не се доволни. Оставате голем простор додека луѓето биваат тестирани и тука е проблемот. Тој период се врши математичка прогресија на ширење на заразата. Значи, тие некои работи треба да се воочат и да се применат, а никој не оспорува стручноста на колегите. Него велиме дека се подпартијско влијание, затоа треба да има уште членови. Значи, владата ќе ги предложи тие, меѓутоа кога ќе се зголемат бројот на членовите во таа комисија, тогаш и делувањето врз таа комисија ќе биде помало. Благодарам.